Државната изборна комисија ги интензивира активностите со кои ги повикува да се пријават во нејзините канцеларии или на веб страницата граѓаните на кои не им се совпаѓаа податоците при проверките за пречистување на избирачкиот список. Од денеска на списокот со спорните записи стои и причината за тоа зошто граѓаните се нашле на него. До 19 овој месец граѓаните можат да се пријават до ДИК за да го регулираат своето избирачко право, а до 30 август се очекува комисијата да излезе со детален извештај за тоа колку лица се пријавиле и колку не го сториле тоа и како да се постапува понатаму за да можат политичките партии да направат проценка за тоа дали има услови за одржување на предвремени парламентарни избори на 11 декември. Председателот на комисијата Александар Чичаковски на средба со новинарите истакна дека проверката на 39.502 граѓани со спорни записи е решение на политичките партии изгласано од собранието. Според него кај сите членови на ДИК има волја доследно да се спроведе решението, за сите да имаат доверба во избирачкиот список и да се спроведат кредибилни избори. Околу 18.000 лица се нашле на овој список, бидејќи ги немало во други бази во периодот од 2009 до 2015 година, освен во базата на Министерството за внатрешни работи и евентуално во базата на Управата за водење на матични книги, каде се до 2012 односно 2013 година книгите се воделе рачно. Кај другите лица околу 21.000, како што посочи Чичаковски, има несовпаѓање со адресните податоци. До сите граѓани кои се на овој список, Државната изборна комисија испратила писма на адресата со која се појавуваат во записите. Писмата се стасани во текот на вчерашниот ден, пошто според Чичаковски до комисијата имало зголемен број јавувања. Бројот на пријавени секојдневно расте. До денеска до 12 часот до Државната изборна комисија се пријавија вкупно 1560 граѓани од 39.502 кои се наоѓаат на списокот со спорни записи или записи кои што не се совпаѓаат од некоја причина. Од тие 1560, 522 се пријавија во подрачните оделенија и канцеларии на ДИК, како и во дополнителните канцеларии кои токму за оваа намена ги отвори Државната изборна комисија, додека најголем дел, односно 1038, се пријавија преку веб апликацијата на Државната изборна комисија. Најголем број на пријави имаме во општините Чаир, Аеродром, Центар, Гостивар, Тетово и Кичево. Јавниот повик е објавен на веб страницата на Државната изборна комисија, а вчера започна и медиумска кампања, видео и радио спотови. Билборди и флаери се истакнати на јавни места. Сите материјали се на македонски и јазиците на етничките заедници во земјата. Политичките партии исто така активно на терен ги повикуваат граѓаните да го регулираат своето избирачко право.